Точно е тоа дека Европската унија и нејзините политики во голем дел сносат одговорност на што се случува со бегалците, не само во Македонија, туку во цела Европа при нивниот транзит. Меѓутоа, јас не мислам дека терористичките напади кои што се случија вчера во Париз треба да се поврзуваат со прашањето за бегалците. Ние и така се соочуваме со навистина сериозен говор на омраза, па и инциденти од омраза кон сите оние кои што на некој начин им помагаат на бегалците. Значи зборувам и за Хелсиншкиот комитет, и за организацијата Легис, која што е постојано на граничните премини, се сите оние кои што сметаат дека бегалците треба да имаат хуман и достоинствен престој во нашата земја. Не станува збор значи за настани кои што треба да ја зголемат сега ксенофобијата. Напротив, многу животи изгаснаа вчера. Меѓутоа, многу луѓе умираат исто и во други подрачја на земјината топка, така каде што се водат војни. Вие знаете што се случува во Сирија. Бегалците бегаат токму од тоа. Бегалците бегаат за да си ги спасат своите животи и животите на своите најблиски. Она што се случи вчера во Париз беше грозоморно, но уште еднаш треба да биде подсетување што може да доведе до омразата. Не постои оправдување за посегање по нечiji живот. Денешниот марш е пред се апел за почитување на правото на живот. Кога велиме да се почитува правото на живот на бегалците, ние тоа го велиме и за сите луѓе на земјината топка. Затоа и имавме едноминутно молчење за сите оние кои што вчера ги изгубија своите животи при терористичките напади во Париз. Меѓутоа, уште еднаш апелирам да не се подлегнува на сите оние истории кои што се шират преку медиумите, највеќе преку социјалните медиуми и говорот на омраза кои што го шират повторно познатите ликови во Република Македонија за подигање на живи зидови, за спречување на бегалците да влезат. Мислам дека доколку подлегнеме на таквите, да речам, ниски страсти и ако се поведуваме кон тоа што се случи вчера и го поврзуваме со прашањето за бегалците, дека ксенофобијата во голема мера ќе се зголеми, со тоа и говорот на омраза и можните инциденти или кривични дела од омраза. Зошто сметате дека Македонија има нехуман однос кон бегалците, а држави членки на ЕУ подигнуваат огради на своите граници? Сметате дека тоа е? Јас на почеток потенцирав дека јас Република Македонија, критикувајќи ја критикувам и Европската унија со своите политики, бидејќи не сите земји членки на Европската унија заземаа ист став односно ова прашање. Не сите земји членки на Европската унија се обврзаа на некој начин во иста мера и пропорционално за да им помогнат на бегалците. Меѓутоа, не можам да ја исклучам и Република Македонија од одговорноста за настаните што се случуваа со бегалците. Не смееме да заборавиме дека голем број на бегалци умреа на железничките пруги, дека државата не им обезбеди било каква заштита и дека се уште на терен невладиниот сектор е тој кој што ги покрива речиси сите нивни потреби. Сметате дека Македонија не треба да си ги заштити своите граници, како што тоа го прави Унгарија, Словенија, Хрватска? Бегалците транзитираат низ Република Македонија. Бегалците не остануваат во Република Македонија, ниту пак имаат таква намера. Хелсиншкиот комитет има своја екипа која што работи на двата гранични премини, и на Табановце и на Вогевгелија, значи граничниот премин со Грција. Ниту еден од бегалците немаше намера, ниту покажа било каков интерес да остане во Република Македонија. И повторно ќе нагласам, храната, облеката и сето тоа што им се обезбедува на бегалците, сето тоа доаѓа од страна на организациите, хуманитарните организации,
кои што сакаат да им помогнат и од невладиниот сектор. Обичаено бегалците кои што патуваат низ Македонија, според нашиот контекст што ги имаме со нив, се биле обични вообичаени граѓани на Сирија или на Ирак или на Афганистан или некои другите земји. Мој став, што претходно беше дека терористичките организации не праќаат своји луѓе во Европа. Тие рекрутираат своји луѓе од Европа за да се борат на фронтовите во Ирак или во Сирија или во некои други земји. Бегалците се жртви на овој тероризм. И со ваквото размислување многу е близко да станат жртви на антитероризм. Ние треба да бидеме да станеме на нивната страна и да го спречиме тоа. Треба да ги одбраниме да не станат жртви на антитероризмот. Тероризмот нема нација, нема да има религија. Тоа е една злобна идеологија која што треба да се спречи во стартот. Тие луѓе се создаваат во Европа и одат на фронтот во Сирија или во другите земји. А Европа и европските земји, вклучувајќи и Македонија, треба да погледне меѓу своите граѓани дали постојат и какви се ризиците за да имаат такви луѓе кои што може да направат такви злодела во таа земја. Бидејќи не може еден обичен граѓанин, човек изнемощен кој што дури едва има пари да го плати билетот да помине низ Македонија, тој да размислува како во Франција, потоа доаѓа во Париз, да направи таков план, таков план, да прават други кои што таму, други кои што добро инсталирани, се го знаат, се го познаваат теренот. Патики и чивли имаме, но поради тоа што до ден денес веќе зима почнува, но до ден денес бегалци доаѓаат поси во нашите кампови во Гевгелија и Бановци. Тоа е во најмала рака неприфатливо и нечовечно. Верувам се уште цврсто дека треба да им помагаме. Не само од хуманитарен аспект, да, јас сум хуманитарка, но пред се сум активистка. Верувам дека треба да им помагаме затоа што се работи за преземање на одговорност, затоа што сите ние предонесуваме кон создавање на бегалци. Сите ние живееме во глобален систем на експлоатација, глобален систем на капитализам и неправда, и сите предонесуваме кон создавање на бегалци и така наречени економски мигранти. Исто јас би сакала да предложам некој друг, доколку сака отворен микрофон.